Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на отвореното спортско студио на телевизија Нова. Оваа вечер главна тема на спортското студио ќе биде фудбалскиот суперкуп на Македонија, кој во август месец оваа година ќе се одржи на арената Филип II во Скопје. Еден од најголемите, ако не и најголем спортски настан кој се случил во Македонија, односно ќе се случи во иднина. Па по тој повод вечерва во нашето студио имам три гости кои се одговорни за целата оваа организација на овој голем мега настан во Скопје, можеби и најголем досега во историјата на нашиот главен град. Од мојата десна страна, господинот Филип Поповски, генерален секретар на Фудбалската федерација на Македонија. Потоа тука е господинот Зоран Шишковски, од раководител на оделението за спорт и млади на град Скопје, и господинот Зоран Мисовски, советник во секторот градба на предпријатието АСДП. Добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Поповски, веднаш ќе започнам со вас, бидејќи целата оваа идеја за организација на Суперкупот на Европа во Скопје во Македонија потегна од вас, од Фудбалската федерација на Македонија. Вие имавте еден амбициозен проект, најпрво да го направите Скопје домакин на една од групите на Европското првенство во 2020 година. Знаеме дека овој турнир ќе се одржува во неколку различни градови на стариот континент. Таа апликација можеби ќе кажеме беше неуспешна, но извлековте многу поуки, многу искуства и ја добивте кандидатурата за Суперкупот 2017 во Скопје. Да, така е, Бранко, благодарам. Добро вечер за сите гледачи. Апликацијата која направивме за Европското првенство 2020 беше мотив, поттик за да аплицираме за Суперкупот кој ќе се одржи во Македонија, во градот Скопје оваа година. Беше доста големо искуство за нас како фудбалска федерација, но и благодарност на овој тим кој сме заедно кај вас гости, кои ве исто така вклучени во апликацијата за пополнување за тоа европско првенство, заедно со господинот Мисовски и господинот Шишковски, како наши соработници или тие counterparts кои ги нарекува УЕФА за овие проекти. Многу сме среќни што го добивме Суперкупот 2017 кој верувам дека многу работи ќе ги остави во наследство како за градот, така и за државата. Тоа е една специфичен надпревар. Знаеме дека во минатото УЕФА овој надпревар го носеше само во Монако, во кнежевството, во еден мал стадион, но стадион кој имаше многу искуство од Лига на шампиони, од Лига на Европа, искуство од големи надпреварувања. ФФМ го нема тоа искуство, но што научивте од подготвувањето на апликацијата, еве и подготвувањето на самиот настан на Суперкуп? Да, како што рековте, Суперкупот можеме да го сместиме меѓу топ 3 настани кои УЕФА ги организира, ако ги земеме Лигата на шампионите и финалето на Европското првенство. Рековте да, до претходно се организираше во Монако, а да не забораваме дека претходно па имаше и дупли надпревари каде што се играе дома гости. Значи веќе од 98 година нааму има по еден надпревар кој се одигрува. На наша среќа оваа година ќе се игра во Скопје и тоа за нас значи многу. Во однос на подготовките, однос на она што го научивме, не е ништо поразлично при организација на надпревари кои ги правиме заедно со останатите наши партнери кога станува збор за репрезентацијата, особено во последните години, кога веќе оние централизирани права се актуелни, како за европските, така и за светското првенство сега, а и оние надпревари кои ги организираат клубовите во своите квалификацијски кола за надпреварите на УЕФА и на Лигата на шампионите, каде што ние како федерација имаме и обврската и одговорноста да им помогнеме и на нив. Да, има многу голем број на новитети кои ги научивме во текот на подготовките и процедурите кои се согласно барањата од УЕФА, но и согласно барањата од Европската унија, односно станува збор за одредени работи, да речеме, поврзани со безбедноста, поврзани со акустиката и така натаму, за тоа повеќе останатите пати. Сега ќе одиме поред. Имам уште едно прашање за вас, бидејќи сте дел и од УЕФА, често одите на надпревари во странство, сте еден од оние одговорни лица на УЕФА. Колку беше важно што УЕФА донесе одлука да го децентрализира овој Суперкуп? Реков и претходно се играше постојано во Монако, еве сега шанса добиваат речиси сите градови во Европа, и помали, поголеми, да бидат домакини и да бидат дел од тој елитен фудбал во Европа. Колку е важно тоа за УЕФА да го направи тој чекор понатаму? Тоа е важно и за УЕФА
исто и за матичните федерации, како што знаеме веќе од 2013 Суперкупот се одржува во различни градови освен Монако. До 2012 беше во Монако, подосна се пресели во Прага, Кардиф, Грузија, Тронхаим минатата година, Скопје оваа година и наредната Талин, Естонија. Како што можете да видите, тоа се некои помали градови кои можеби во брзо време не можат да бидат дел од оној европски колач на европските првенства, но сепак можат да осетат целата таа еуфорија и магијата што ја носи фудбалот. А тоа е преку овие организација на овие успешни настани кои ќе траат во периодот од месец август како и оваа година. Добро е и за самите федерации затоа што помалите земи ќе имаат можност не само на оние кои ќе дојдат на стадионот, него ќе имаат можност да го доближат до сите граѓани кои се наоѓаат во тој период тука, со тоа што низа активности кои ќе бидат организирани во самиот тој период, сите ќе имаат можност да бидат дел од таа еуфорија, од таа славење на фудбалот. Господине Мисовски, арената Филип II ќе биде, би рекол, ќе биде она представа каде што ќе се одржи фудбалска, стадионот Филип II ќе биде во центарот на вниманието, ќе се слуша за овој стадион на низ цела Европа. Докаде се подготовките на националната арена за овој настан, бидејќи УЕФА имаше доста забелешки кога ја даде кандидатурата, имаше барања кои требаше да се унапредат на арената. Еве докаде се подготовките за овој голем фудбалски настан? Добро вечер. Прво и до гледачите и до вас. Во врска со вашето прашање, активностите на арената не се запрени од 2007 година кога почна и реконструкцијата на самата арена, изградбата на северната трибина, после тоа изградбата на источната и западната трибина, со тоа што на почетокот имавме дел оформен од источната трибина кој се става во функција за самиот настан. Во тој простор ќе бидат сместени канцелариите на УЕФА и Центарот за акредитација. Тамо е 100% се завршени активностите, значи можем слободно да кажем дека веќе стојат и заклучени и нема никакви активности внатре, бидејќи е 100% завршено комплетно се. На северна трибина во тек се активностите за изведувањето на фасадата, стаклениот дел за стаклувањето на фасадата на северна трибина, со што фактички ќе се добијат уште негдека 5.500 метри квадратни корисна површина од потрибинскиот простор во стадионот. На втори спрат, по барање на УЕФА, во тек е адаптација, односно измени во тек на градба, бидејќи на тој простор беше предвидено своевремено по основниот проект да се реализира хотелски комплекс, меѓутоа по барање на УЕФА тој простор се пренаменува во Суперкуп клуб, така наречен, каде што 6 главни спонзори кои што се на самиот настан за Суперкупот носат своји гости, 100 до 150 гости, секој од тие 6 спонзори, и се припрема тој ресторански дел за 600 до 800 гости, кои што ќе бидат сместени и на трибините и во потрибинскиот дел. На трети спрат постоеше VIP простор, кој што и тој се зголемува за некои си 400 метри квадратни, дополнителна површина, така да сега ќе имаме негдека скоро 900 метри квадратни корисна површина во VIP делот, и воглавном тоа се активности. Воедно почнуваме деновиве со реализација на така наречениот ТВ компаунд, односно тоа е просторот на кој што ќе бидат поставени репортажните возила за вршење на директниот ТВ пренос од самиот настан. До сега ние го користевме паркингот покрај источна трибина, каде што привремено ги сместувавме тие репортажни возила, а тоа не се мали, него се цели шлепери, зависно од екипите кои што ќе учествуваат во самиот Суперкуп. Многу е битно кои екипи ќе паднат и каков ќе биде интересот за ТВ преносите, така да тоа знае да варира помеѓу 6 и 30 шлепери кои што би биле
поставени, зависно дали се тоа шпански екипи или германско-англиска екипа, од тоа ќе зависи, така да по барање на УЕФА се предвидува негде околу 3000 метри квадратни површина нова, која што ќе биде спремна за поставување и до 30 возила со репортажни коли и пренос на ТВ сигналот, бидејќи се бара чисто јужна ориентација, да нема ни дрва, ни објекти пред нив, така да тоа е ново што ќе биде направено во склоп на стадионот. Имаше во оние забелешки на УЕФА кога Македонија не ја доби кандидатурата за Европското првенство во 2020 година, околу деталите на арената Филип II имаше проблеми околу излезите, безбедносните ситуации околу стадионот. Дали сето тоа е поправено сега? Имаше дел каде што се критикуваше видео надзорот на арената Филип II или тоа беа само ситни детали кои Мислам дека тоа се ситни детали, видеонадзорот како таков постои и се надоградува. Во моментов за Суперкупот ќе имаме негдека 95 активни камери, кои што ќе ги контролираат приодите, движењето и плюс имаме 4 спидом камери поставени на крововите на јужна и северна трибина, кои што можат да зумираат лик на трибина или било некој несакан настан доколку се дешава, да може да го покријат целиот внатрешен простор, додека видеонадзорот по останативе камери се поставени на приодите и во ходниците и во местата каде што се движи публиката на сите страни. Во поглед на празнењето на стадионот, бидејќи видите, ниеден стадион која се проектира не се проектира на полнење на стадионот, него се проектира на празнење. Да, во случај на евакуација. На евакуација, затоа што полнењето трае 2-3 сата пред тоа, него е потребно да во најкраток временски период биде испразнет стадионот. Тие нормативи се запазени 100% во самата проектна документација. Не знам од каде тоа, дека исток и запад немале своји приоди. Приодите се дефинирани преку 4 моста, 2 на јужна, 2 на северна трибина. Ако земете Вембли, има само еден приод. И на Сан Сиро имате од неколку места, меѓутоа спирално се ја качува публиката. Тоа е систем на организација на движење на публиката. Битно е празнењето како ќе опразните. Скопскиот стадион е проектиран на празнење од 11 минути. И тоа се Зборуваме од полн капацитет. Полн капацитет за 33.280 седишта. 11 минути е потребно да се испразни стадионот. И тоа ги задоволува сите норми. Дали капацитетот на стадионот ќе биде во мала мера намален поради безбедносни причини? Не, поради безбедносни причини не, меѓутоа ќе биде намален, мислам дека за 1000 седишта ќе биде намален, а тоа е поради поставувањето на телевизиските студија на западна трибина, кои што ќе имаат со поглед во стадионот, тоа УЕФА го бара за да ги направат тие ТВ студија, онда ќе биде намален и поради хендикепираните лица за одреден број на седишта, ќе се зголеми капацитетот за хендикепирани луѓе. Воедно на северна трибина во последните редови горе ќе бидат намалени 2 блока поради новинарите. Во моментов ние имаме капацитет за 288 новинара, односно 140 позиции се за новинари со маса и 144 позиции се за новинари без маса, односно само оние кои што пратат. УЕФА бара да тие се прошират и одреден број на столчиња ќе бидат демонтирани и на нивно место ќе бидат поставени маси за новинари. За тоа ќе биде намален бројот. Вип ложата на северната трибина останува со ист капацитет? Исто останува, ќе биде и таа нешто намалена поради поставување на камера 1, така наречена, односно на централниот дел на вип ложата ќе биде поставена платформа за главните ТВ камери и телевизискиот пренос, додека унилатералните камери ќе бидат поставени негдека над 42-иот ред, горе во делот кај новинарите. Со колку камери е предвиден преносот на надпреварот или се уште ги немате тие детали?
Значи, она што УЕФА го најави, станува збор за 21 камера поставени на стадионот, плюс овие денови најавија уште 14 додатни камери кои што ќе бидат поставени во на кровната конструкција и на така наречената мачија патека, тоа е зона хокај. Систем, односно за соколово око, пратење на гол линијата и сето тоа ќе биде посебно 14 додатни камери ќе бидат поставени за тоа. Значи вкупно некаде 35 30 камери. и нешто. Мислам, стварно, со толкав број камери никош стадионов не бил оправен. Да, добро искуство за воидните. Да. Мисловски ќе се вратиме повторно подоцна на стадионот. Чишковски, вие сте одговорен за секторот спорт и млади во град Скопје. Градот Скопје ќе добие една фантастична реклама во текот на летото и во текот на тие неколку дена пред одигрувањето и по одигрувањето на надпреварот. Кои се ингеренциите на градот Скопје во организација на овој голем настан? Нормално неколку тима постојат ФФМ, стадионот Филип II и градот Скопје како едни од најважните алки во сета оваа организација. Добро вечер и од мене, до вас до спортското студио и до сите гледачи на ТВ Нова, а секако и до сите љубители на фудбалот во Скопје, во Македонија и во пошироко во Европа. Па, како што кажа секретарот на Фудбалската федерација на Македонија, Филип Поповски, ние сите бевме вклучени уште со на бидот апликацијата за Европското првенство 2020 година, каде што, верувате, многу месеци го подготвувавме и се соочивме со нови искуства каде што европската фудбалска сцена, поготово Европската асоциација, УЕФА, го бара, со нивните статути, пропозиции и правила, каде што многу од нас, без разлика колку време работиме во фудбал, во спортот воопшто, се соочивме со тотална една друга фудбалска слика, каде што ние како град Скопје, градска администрација и сите сектори во градот, сите градски јавни предпријатија, се соочивме со малце различни ингеренции во делот на функционирање, овозможување на одредени аспекти кои треба да се случуваат на таков мега настан. Ние тоа го разбравме заедно со правните служби на Фудбалската федерација, нашите правни служби, со акционерското друштво, градската арена, Филип II и сите министерства, инстанции вклучени во вас, бидејќи верувате, ова е еден градски дан настан, градот Скопје е означен како град домаќин на мега европски настан, што сите се радуваме дека после колку години, освен огромните фудбалски надпревари на репрезентативно ниво, каде што ни доаѓала Италија, Шпанија и да ни ги редиме сите светски и европски прваци во Скопје, и каде што знаеме дека Фудбалската федерација добила позитивни критики и оценки од страна на УЕФА за организација на еден настан и околу безбедноста и сето тоа. Тука да не ги заборавиме и Министерството за внатрешни работи, каде што се најодговорни за концептот за мобилност и безбедноста на еден мега настан, значи фудбалски настан. Така да, ни беше малце крива што не одбија од друга европска спортска политика, но сепак повторно Фудбалската федерација беше упорна и ние така се изненадивме и се израдувавме дека го добивме Суперкупот во Скопје 2017 година, кој веќе за кратко време ни го дефинира и терминот 8 август 2017. Сите сектори, сите градски предпријатија, сите служби, сите ние, веќе од септември 2015 година, заедно со представниците на УЕФА, веќе имаме координација и работни средби во Скопје, овде, каде што на лице место се запознававме со одредени работи со кои ќе се соочуваме и што треба одредена институција да направи. Фудбалската федерација како еден организатор одлично ги спроведува тие координации и работни посети. Делегатите што ги запознавме се нормални луѓе кои доаѓаат од една голема институција, каде што заеднички научивме многу работи и верувате дека градот ја дава, ќе ја даде комплетната логистичка поддршка, бидејќи можеме да напоменеме во минатото дека градот Скопје и како акционер заедно со акционерското друштво бевме основачи на фудбалскиот клуб Вардар, каде што имавме два надпревари европски, во Лигата на шампиони и се соочивме со една организација на високо ниво, со белорускиот клуб Бате Борисов и потоа со СТУА, гигантот од Романија, каде што ние заеднички видовме што треба, што фали, што ќе фали така натака. Сето ова искуство, секако со помошта на Фудбалската федерација и со УЕФА,
Дојдовме до една ситуација каде што веќе, ајде да не кажам 60, 70, 80% сме подготвени, бидејќи убаво е што еве вие како медиум, значи ги запознаваме граѓаните што ќе се случува во Скопје, можеби некои не слушнале, можеби некои веќе очекуваат и секако како што рече и Мистовски, очекуваме, не знаеме кои фудбалски гиганти клубови, европски клубови ќе бидат финалисти, ќе го освојат ствари купот Лига Шампиони и Лига Европа и ќе дојдат да ги видиме во Скопје. Тоа е првиот туристички аспект, не само што е голем спортски настан, што градот Скопје ќе добие нови туристи, нови гости, нели што ќе дефилираат тие 2 дена, ајде да кажеме ден пред надпревар и ден на самиот надпревар, но и недела дена, можеби месец дена, бидејќи е летен период. Знаеме дека ние Скопјани се празнат крајот на јули, почетокот на август, но сепак туристичкава атракција, фудбалска атракција, веќе ќе привлече да и Скопјани останат, нели, и сите граѓани на Македонија, а секако и европските гости кои ќе дојдат и ќе продефилираат не само во Скопје, туку и низ цела Македонија. Тука градот учествува, значи, заеднички секако, во координација, ние секогаш правиме координации и пред посетите на УЕФА. Учествува со логистичка подршка, како што споменавме, значи, чистење на сите јавни улици преку градското предпријатие, улици, комунална хигиена. Исто така, паркови, средување на зеленилото во Скопје преку јавното предпријатие паркови зеленила, нормално преку нашите сектори комунална хигиена и најглавниот сектор за планирање и уредување на просторот, каде што ги се одговорни за сите булевари и јавни улици, нели, што ние се под ингеренција на градот Скопје. Тука веќе ќе се спрема, заеднички го спремаме веќе видео спотот, записот, тоа е она што рековте, промоција на Скопје. За сите оние пред се навивачки групи на тие клубови што ќе доаѓаат со чартер летови во Скопје, ќе слетат на скопскиот аеродром Александар Велики и ќе пристигнат во Скопје, дали ќе дојдат со бајлето, ќе зависи све од тие туристички понуди што ќе бидат понудени со тие чартер летови. Потоа имаме спремно веќе неколку места, секако ги спомнавме припадниците на Министерството за внатрешни работи, каде што заеднички одбравме 2 локации каде ќе бидат донесени тие фанови на самите фудбалски клубови што ќе бидат финалисти, што ќе го играат надпревар. Потоа правиме комплетна логистичка подршка за 2 фан зони на тие клубови, каде што веќе се одбрани заеднички комплетно и УЕФА нели ги потврди. Тоа едното тима, да го наречеме, пошто не знаеме кој ќе биде се уште, ќе биде на платото на улица Македонија пред спомен куќата на Мајка Тереза, а тимот Б, навивачката група на тимот Б, ќе биде лоцирана на плоштадот Филип II, значи бивше Карпалшево стание, преку Вардар, значи да бидат физички разделени. Секако ради атрактивноста на самиот европски мега настан, значи ќе функционира и неутралната фан зона за сите посетители што ќе дојдат, нели, надвор од тие фудбалски клубови учесници, сите што ќе сакаат да го погледнат тој фудбалски надпревар во Скопје годинава. Тоа е плоштадот Македонија, каде што може да собере најмногу посетители. И тие 2 дена веќе заедно со Фудбалската федерација организираме една спортска, културна и забавна програма за сите што ќе дојдат на 7 и на 8 август. Верувате, од така малце, бидејќи знаеме, сме присуствувале на сите надпревари на градската арена, која сега ќе го добија она препознатлив изглед, како што ја спремаат со години, дека еден надпревар од 2 часа ќе помине така, но сепак има многу организација за реализација и како што ги поставивте многуте прашања што се логични и што се бараат, нели, од пропозициите и правилата на УЕФА, мислам дека сме на добар правец и можеме да истакнеме дека градот како едно искуство од туристички манифестации, каде што собирале, да кажеме, за неколку дена 20 до 30.000 посетители, значи гости, како еве да го споменеме Пиволендот, кој е еден од препознатлив и надвор од Македонија туристички забавен, нели, туристичка забавна манифестација. Градот направи напори заедно со локалниот економски развој, со секторот, да се помести со организаторот, да го поместиме, да има, значи, уште повеќе посетители, недела дена пред самиот настан и финалето да биде, затворењето на пивофестот да биде, значи, после одигрување на Суперкупот во Скопје. Така да на сите ни се допадна таа идеја, значи се сложивме бидејќи
како статистички податок на тој пиво фест минатата година, последната, веќе продефилирале, значи 20.000 гости на тие музички концерти и хепенинзи со познати македонски и европски музички бендови. Сето тоа ќе биде споредно, нели знаеме дека спортот и музиката секогаш иде заедно. И фудбалот и пивот. И фудбалот, да, и музиката и пивото, да кажеме, затоа одлучивме да таа голема манифестација биде пропратна за сите туристи што ќе дојдат во Скопје. Предпоставам градот Скопје и немал искуство со ваков настан и наплив на толку многу туристи одеднаш. Дали го плаши градот Скопје тоа или сте подготвени за предизвикот да дочекате, еве, се уште не може да кажеме некаква бројка колку навивачи од странство би дошле, се во зависност од кои екипи ќе стигнат да играат на овој надпревар, но предпоставувам дека, да речеме, една бројка од 40.000 посетители. Вака, значи, процентуално, еве, можеме да кажеме, велите дека да, имаме одредено искуство, тука можеме да го спомнеме и Скопскиот маратон. Скопскиот маратон како оценка е еден од најдобрите признати маратони, како млади маратони, што се, еве, 11-та година се случува во Скопје, значи има некоја веќе стандардна традиција, и тука како едно искуство продефилира за тие 2 дена, пошто тој се одржува, значи, во недела, секогаш кон почетокот на месец мај. И имаме еден статистички податок дека имаме туристи, значи не само што учествуваат на маратонот и што го гледаат маратонот, значи ни е битно да привлечеме што повеќе туристи што ќе дојдат во Скопје и да гледаат одреден спортски настан. Тука имаме на бројка од 15 до 20.000 посетители, со тоа што сега вие како што кажавте, заеднички правиме некоја предвидлива, да кажеме, прогноза, што ако тие два клуба бидат, да кажеме, од Шпанија или Англија или не знам која Италија, да не ги збориме сега, да не ги навредуваме клубовите што би можеле да стигнат до финале, затоа што сега Барселона со ПСЖ не знаеме, може да ПСЖ од Франција ќе биде финалист и така натака. Тука зависи колку посетители ќе дојдат од тие земји, значи освен како навивачки групи и како неутрални гости. Значи на плоштадот што би планирале да продефилираат и општо што ќе дојдат, нели со полн капацитет, верувам, 30 и нешто илјади, како што кажа господинот Мисовски, веруваме дека за 2 дена може да има околу 50.000 посетители, а може да и повеќе. Ако ги вклучуваме и сите фамилии што би дошле во Скопје претходно, неколку би оделе на одмор во Охрид, во Струга, значи странски, како холандјаните или швеѓаните и така натака, може би ќе има и повеќе. Има ли интерес кај туристичките агенции од Македонија во врска со Суперкупот, дали тие подготвуваат некакви своји понуди, дали се во контакт со градот Скопје во врска со овој настан? Неколку состаници за развој на туризмот, поддршка на туризмот во Република Македонија, каде што они го подготвуваа, ако се сеќавате, спотот Timeless, Macedоnia Timeless, бевме заедно, значи имавме во таа координација, веќе они на неколку самити, туристички самити што се случуваат широм Европа, а и минатата година во Охрид, веќе најавуваа дека ќе се случува, значи со одредени секвенци, дека ќе се случува нели Суперкупот во Скопје 2017. Веќе имаме, се прави некоја, ние ги известивме УЕФА и останатите институции европски, какви туристички понуди, хотелите, хостелите и сите сместувалишта во Скопје, околу Скопје и во Македонија, значи со какви цени располагаат, а сигурно би направиле и некоја дампинг цена што верувам дека ќе се усвои, каде што ќе се понуди и сите тие организирани групи би знаеле, нормално со нивните чартер летови, слетување и после полетување од Скопје и сместувања, сигурно би биле прифатливи, бидејќи, нели, како што рече Филип, Скопје е центар на Балкан, но сепак е не од големиот европски колач, каде што сигурно некој би се запрашал, па дали стандардот, нели, во Македонија во Скопје е окей за да се потроша толку пари или би бил ефтин за другите европски стандарди, но сепак предизвикот за да се дојде во Скопје, се ќе зависи од сите нас, оно што рекавте вие, да направиме на туристичка промоција, бидејќи Скопје се развива, имаме доста градби кои треба да завршат и тука еден дел малце пречи ради временските, нели, услови. Секако УЕФА кога оди во, да кажеме, градови Брисел, Монако или не знам каде, средени, нели, со друга децентрализација, и се навикнати на едно друго ниво. Кога ќе дојдат во Македонија, каде што Македонија се развива, нели, секојдневно, спортски и културно, и гледаат дека, има некои работи што ќе се средат,
ги избалансиравме, градската арена веќе во фаза да биде нели на еден европски мега настан. Градот секако ќе понуди логистиката што ја кажавме комплетно. Значи патеките каде што ќе се движат исто навивачките групи на Кеот на Вардар, значи ќе ги видат сите знаменитости што Скопје ги нуди, нели, како традиција. И верувам дека ќе успееме и ќе дочекаме, јас се надевам, добри клубови. Сите се добри, малку не, али мега клубови што ќе ги гледаме на 8 во Скопје и ето. Да уживаме во Да фудбалот. уживаме во Накратко тој речено. мега спектакл, да. Шишковски ви благодарам. Само ние ќе направиме една кратка мала пауза за реклами и повторно се враќаме во отвореното спортско студио. Повторно сме назад во отвореното спортско студио на телевизија Нова. Продолжуваме да разговараме за Суперкупот во фудбал што ќе се одржи во Скопје на 8 август оваа година. Поповски, продолжуваме со вас. Суперкупот е мега настан. Сцената ќе биде Филип II, домаќин ќе биде градот Скопје. Каков ќе биде бенефитот по завршувањето на овој надпревар за фудбалот во Македонија, за фудбалската федерација поточно? Колку ќе биде надградено знаењето за организација на вакви големи настани, кои знаеме дека во големите градови како Лондон, Париз, Милано, Мадрид, Барселона се речиси секојдневие, бидејќи секогаш се играат надпревари во Лигата на шампионите, во домашните првенства, па и овие градови се најчести домаќини на финалињата од Лигата на шампионите, европските првенства и така натаму. По самото добивање на овој настан, ние ги формиравме и целите на ФФМ, кои се поврзани со самиот овој настан, а тоа е да не звучи клише, но секако е организирање на најдобриот суперкуп до сега. Претпоставам дека и другите федерации во изминатите години го имали истото. Организирање на еден сигурносен и безбедносен настан, надпревар на самиот тој ден и да го приближиме европскиот фудбал до сите граѓани на Република Македонија. Тоа бе една од главните цели, земајќи во предвид дека последното мега збеднување на Балканот беа Олимписките игри во Сараево. Значи од Сараево до сега се нема ништо случено, не земајќи го во предвид и одржување на Европското првенство во Букурешт, кое е во 2020. Ние како фудбалска федерација, да, ќе научиме многу во делот на организирање на новие настани, но како што реков, многу ни е битно што ние ќе оставиме за самото општество, пошто ние како социјално одговорна организација ја имаме таа обврска, а тоа веќе ќе го покажеме и преку трофи турата, односно турнејата на трофеот на Суперкупот, кој е во соработка со градот Скопје и со останатите партнери, но веќе ќе започне од март месец. Ќе започне од март месец преку организирање на многу грасрут настани, односно настани во кои што се вклучени многу деца, започнувајќи од терените на Петар Милошевски, односно тренинг центарот на Фудбалската федерација, а подоцна самиот трофеј на Суперкупот, вклучувајќи ги двата трофеја од Лигата на шампионите и Лигата на Европа, ќе продефилираат во 10 градови во Републиката. Тоа ќе се случува во периодот од јули до август, односно до пред самото организирање на самиот настан. Преку тие активности и сите оние останати активности би сакал да истакнам дека и Горан Пандев е нашиот амбасадор за Суперкупот званичен, кој ќе го представува ова веќе од следниот наш репрезентативен надпревар, кој е на 24 март против Лихтенштеин и веќе активностите почнуваат под полна пареја. Значи, како што реков, ќе бидат опфатени 10 градови и преку тие 10 градови ние сакаме овој настан да го доближиме буквално до сите граѓани да имаат можност и да се сликаат, да се фотографираат со него, а преку тоа и да ги покажеме и убавините на Македонија, особено на оние луѓе кои за прв пат би се запознале со државата и ќе биде мотив да дојдат на самиот тој настан. Секако по завршување на истиот ќе ни биде мотивација, но и алиби да аплицираме за останати настани. Верувам дека во иднина ќе можеме да бидеме конкурентни и да аплицираме и за финале во Европа лигата. Претпоставувам и тоа е целта. Обично тие стадиони се со поголем капацитет. Ве загрижува тоа дека 33.500 или 33.280 е поточната бројка, дека може УЕФА да рече сакаме поголем стадион за поголем профит и повеќе продадени билети. Па сега, оно што го рековте во наследство е дека ќе добиеме ултрамодерен стадион. Може би тоа ќе биде доволно, и ќе биде доволно. Во однос на капацитет не верувам дека би бил проблем, затоа што сепак
33.000 е сепак еден стадион кој е со некоја средна големина, Да, и кој на може да Европското излезе првенство во со... Франција реално повеќето стадиони беа на тој капацитет. Господин Мисовски, кажавте дека во полнек се работите кои треба да се завршат на сцената каде што ќе се одигра овој голем надпревар, тоа е арената Филип II. По завршувањето на овој надпревар ќе добиеме фудбалска арена со сите спецификации, со сите прописи на ФИФА и УЕФА. Колку тоа ќе значи и за арената само и за македонскиот фудбал воопшто? Видите, во 2012 година беа привршени, да речем, активностите од внатрешната страна на арената, односно беше реновиран комплетно теренот, изграден нов терен со нов дренажен систем и систем за грејење на теренот. Самите трибини беа комплетно реконструирани, така да тога се оформи внатрешниот лик на стадионот, со капацитет, кој што рековте, 33.280 места. Со оваа фаза сега, се довршуваат надворешниот дел од стадионот, каде што ќе бидат ставени во функција дополнителни негдека 7.500 метри квадратни корисна површина, што ќе остане понатамо за користење што за спортски активности, што за административни делови, што за продажен простор. Во приземјето на северна трибина се оформуваат негдека 12 продажни центри дуќани внатре, кои што предпоставам дека ќе бидат наменети за продажба на спортска опрема, реквизити, се она што е во врска со фудбал, спорт од сите можни активности, и друг административен дел, односно и ресторански дел кој што ќе биде понатамо во функција. Воедно да напоменам дека кога почна реконструкцијата на стадионот 2007 година, постоја, ако се сеќавате, 4 столба за осветлување на стадионот, каде што осветлувањето беше едва и некои си 1200 лукса имаше осветлување, да со првата реконструкција и изградбата на северната трибина се тргна да се оди на 1500 лукса, 1700 лукса, со додавањето на дополнителното осветлување за атлетската патека и стадионот, дојдовме веќе до некои си 2000 лукса, а сега ставаме нови дополнителни 75 рефлектора LED најново светло, со кое што планираме да го зголемиме на 2200 лукса, така да паралелно го пратиме и трендот на потребите на ТВ преносите кои што перманентно бараат изголемување на осветлувањето поради HD резолуција, поради сето тоа. Така да мислам дека тоа ќе биде и едно од најголемите придобивки за самата арена, осветлувањето неизино. По потреба, нормално дека секогаш нема потреба да се игра на 2200 лукса, меѓутоа кога ќе има потреба, ќе можеме точно да ја бираме луксажата, дали ни треба 2200, 2000, 1800 према самиот настан, према потребата на ТВ преносот. И воедно сега се набавени и во фаза на монтажа УПС системи за осветлувањето, кои што ќе спречат било каков прекин да настане на снабдувањето со електрична енергија, да го покријат оној период додека стартуваат генераторите и продолжат со производство на струја, да немаме прекин во ТВ преносите, да немаме прекин на осветлување на стадионот и прекин на самата утакмица. И со гасење на одреден број на рефлектори, ние пак ќе дојдеме на некои 1100-1200 лукса минимално осветлување на стадионот, што ќе биде сосема доволно за доигрување, да речем, на надпреварот, да немаме прекин поради недостаток на електрична енергија. Мислам дека само еднаш во историјата на македонскиот фудбал се има случајно да снема струја на тогаш градскиот стадион на еден пријателски надпревар со Нигерија. Ако добро се сеќавам, мислам дека беше 2007 година, се надеваме дека нема да има такви проблеми. Меѓутоа УЕФА не дозволува ниту еднаш и бара да биде тој ризик сведен на нула, и го направивме тоа со поставувањето на УПС-ите, значи сега не дај Боже и да снема струја, снабдување, иако стадионот е предвиден да биде снабдуван од две страни во ринг, значи и да дојде прекит од едната страна, он ќе продолжи да се снабдева од другата страна, така да и тоа е решено како систем на снабдевање. Не оставаме на случајност во никој случај. Техничките детали предпоставувам дека се подготвени. Да. И се е подготвена за овој надпревар.
Второ прашање за вас е чинењето на реконструкцијата на арената Филип II. Во јавноста, откако ја добивме кандидатура, односно организацијата на овој надпревар, се споменува многу бројки, се споменуваше колку чинел и целост на стадионот да се изгради изминативе години и колку ќе чини оваа реконструкција на Филип II. Еве, колку чини реконструкцијата и колку чини вкупно стадионот, колку ја чини Македонија? Така. Бидејќи сум вклучен во изградбата на стадионот од самиот почеток. Значи, од проектирањето, од идејниот проект на северна трибина, нејзината реализација и реализацијата на останатиот дел од стадионот. Не знам точно бројките, бидејќи во тој период бев и директор на сектор градба и уредување на градежно земјиште, така да го пратам стадионот буквално од самиот почеток. Бидејќи тоа се два одвоени договори, по кои што е изградена северна трибина и нејзината изградба чинеше 720 милиона денари или 12 милиона евра. Изградбата на источна-западна трибина, реконструкцијата на борилиштето и фасадата сега што се работи, чини 1 428 милиона денари или вкупно заедно земено чини 2 милиарди и 200 милиона денари, не цели 2 милиарди и 200 денари. Тоа значи дека стадионот до денеска кошта 34 милиона евра. Сите оние други шпекулации, 50, 60 милиона, се неточни, тоа најодговорно го тврдам. И друго, можам најодговорно да ви кажам дека ова е најефтиниот стадион до денеска по столче, прерачунат во столче, во сите околни стадиони изградени во Европа. Бидејќи сите објекти од одредена бранша се категоризираат по одреден производ. Да речеме во хотелиерството тоа е креветот, колку чини еден кревет во еден хотел. Во ресторанот колку чини една маса и тоа. Овдека стадионот колку чини едно столче. Нашево столче чини 10.050 евра. Ако земеме 34 милиона денари, го поделиме со 33.280 столчиња, 1.050 евра по столче е потрошено до денеска од почетокот на неговата изградба. Со сите реконструкции, додатни, што сега ќе ги направиме, кои што ќе чинат заедно со фасадата, осветлувањето, средувањето, сето, ТВ компаундот, ќе чинат негде околу 40 милиона евра. Значи, повторно, доаѓаме на некои си 1200-1300 максимални евра по столче. Ниеден стадион во околинава не чини толку малце. Можете слободно да проверите, само ред величина, меѓутоа многу далеку сме и од капацитетите, Вембли, 15.000 евра чини едно столче. Да, и реконструкцијата на Вембли траеше доста долго, има и тие доста проблеми околу изградбата на стадионот. Точно е дека и опремата што е вградена е многу поразлична, се е поголемо, капацитетот негов е 90.000, нашиот е 30.000, меѓутоа сепак сведено на столче како ред величина, бидејќи тамо столче и овде е столче, тамо имаме 15.000 евра столче, овде имаме 1.300 евра столче. Очекувате ли таа нова површина што ќе се создаде кај северната трибина и источната трибина лесно да биде продадена, издадена без разлика на економски исплатливи фирми, фитнес центри, ресторани, како што спомнавте, бутици и така натаму, бидејќи арената околу себе има доста такви придружни објекти? Целиот тој простор почнува да заживува многу повеќе неголи што беше, да речеме, пред година 2-3 наназад. Продажба во никој случај сега за сега, мислам дека тоа е и одлука на влада, дека сите тие објекти не се продаваат, него се издаваат, затоа и се вика акционерско друштво за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор на Република Македонија. Така да, мислам дека сега во оваа фаза, како што ќе бидат опремените, како ќе бидат атрактивни за добивање на своји корисници внатре, бидејќи, пазите, тоа ќе бидат комплетно климатизирани, опремени простори, спремни за употреба со видеонадзор, со интернет внатре, со се. Мислам дека ќе постои интерес. Градот Скопје треба да биде подготвен од секој аспект за овој надпревар. Каква е состојбата со
хотелиерството во градот Скопје. Знаеме дека доста се изградија нови хотели во Македонија. УЕФА има стрикни стандарди за домаќин на хотелот, односно кои хотели ќе бидат сместени тимовите, навивачите и така натаму. Колку Скопје е подготвен во тој дел да биде град домаќин, односно да им понуди екстра хотели на странските навивачи, но и на клубовите. Вака, според правилата што ги спомнавме, големите луксузни хотели што се во Скопје, како што сега и со изградбата на хотел Мериот во строгиот центар на плоштад Македонија и останатите хотели, што ќе бидат веќе доизградени, УЕФА веќе има значи VIP гости кои ќе бидат проследени заедно со Фудбалската федерација, каде што веќе побара одреден капацитет на сместувачки на кревети за тие гости и тие ќе бидат исклучиво значи за VIP гостите и за клубовите, нели, VIP гостите на самите клубови. Останатите хотели и хостели и останатите капацитети, хотелски кампуси, кампови и така натака, веќе има доволно капацитет значи за овој мега спектакл што ќе се случува, за овој европски настан, значи доволен број процент на легла за да може да ги прибере сите посетители со одредени нормално цени, каде што рековме дека се уште секоја туристичка, нели, агенција со телото што го, нели, има и кои ќе влезат како координативни значи хостели, хотели за овој настан, мислам дека ќе има доволно капацитети, мислам сместувачки. Градот Скопје со локалниот економски развој, значи со Лерот и туристичкото биро на град Скопје кој се наоѓа одма во центарот на градот, значи ќе ги пренасочи сите заинтересирани значи гости, неутрални гости кои ќе сакаат да го проследат овој натпревар, што ќе купат, нели, преку УЕФА онлайн карта за да дојдат да го проследат. Значи каде може да сака во центарот на градот, околу центарот на градот, сака во периферијата на градот. Значи, ќе нема никаков проблем од таа страна. На почетокот, пред да бидат изградени овие хотели, каде што тоа ни беше прва, значи примарна цел за да се одржи ваков мега настан, каде што поборувањето се такви мора да ги спроведеме. Тоа веќе во завршна фаза, мислам дека ќе нема никаков проблем. Едино, она што кажавте вие преска дека мотивите и наследството што ќе остане после ваков мега настан, е интересно што градот Скопје ќе има дополнителни искуства, дополнителни мотиви, како што спомнавме во организација на огромните спортски туристички бренд настани Скопски маратон. Тука можеме да го споменеме одбојкарскиот сателит турнир во машки и во женски конкуренција на песок на кеот на реката Вардар, каде што исто имаме елита на спортисти и спортистки учесници на самиот турнир и нормално туристи кои ги проследуваат нивните роднини пријатели. Се надеваме дека во иднина тие настани ќе бидат пополни, бидејќи овој мега настан ќе донесе, допринесе да странците го запознаат повеќе Скопје, спортистите го запознаат повеќе Скопје, без разлика дали е фудбалски натпревар. Знаете колку милионски аудиториум ќе го гледа, верувам, овој спектакл, во зависност нормално и од учесниците, клубовите што ќе бидат финалисти, што ќе бидат освојувачи во своите купови. И нас тоа ќе ни биде дополнителен ангажман, сладки предизвици да организираме уште поуспешни вакви меѓународни спортски ивенти и туристички ивенти. Може ли да кажеме дека спортот е и најдобрата реклама за градот Скопје? Па да, спортот е амбасадор во секоја смисла, реклама. Можеме да кажеме еден податок, бидејќи градот Скопје во спортскиот дел многу вложува во развојот на средноучилишниот спорт, бидејќи под ингеренција на градот се средните училишта во градот Скопје. И верувате дека младите, нели, се оние спортисти интересни кои треба да бидат лидери после во своите сениорски репрезентации. Значи имаме огромна лига, меѓународни надпревари со тие средношколци и верувате кога одиме надвор, тие се амбасадори како што рековте и потоа ние правиме меѓународни такви турнири во Скопје, каде што минатава година се случи во спортскиот центар Борис Рајковски, VIP арената Борис Рајковски. Верувате дека еве податокот што го спомнуваме неколку пати, многу луѓе од Балкан што сме блиску, што слушнале за Скопје, доаѓаат прв пат во Скопје и велат: луѓе, ние сме толку блиску, а ја не знам дека Скопје е толку убаво. Убаво си поминуваат, убав престој, добри надпревари, добро гостопримство, добро организиран спортски надпревар. Верувате дека да, овој момент ќе биде еден спортски амбасадор за привлекување на или запознавање на Скопје воопшто во Европа и во светот.
Да, секогаш, така обично кога доаѓаат фудбалските навивачи на странски репрезентации, кога играме квалификации, особено впечаток ми оставија шкотските навивачи и ирците. Ирските. Некако од островото тие најдобро го чувствуваат моментот на Скопје и на Македонија, на топлината, на доброто пиво и на благородниот народ. Сакам да кажам дека секогаш добро си поминуваат и доаѓаат во добра бројка, па би било добро некој островски тим да гледаме на Суперкупот. Дури еве со Филип имаме искуство за Шкотска кога спомнавте, јас во администрацијата на градот, толку повици добив од анонимни, значи шкотски навивачи кои се со тие педигреа, не знам во кој ранг е на навивач и како е признат, верувате као да е некој функционер таму во таа земја. Само доаѓа, вика, ја да дојдам во Скопје и да слушам како играат надпревара, ако не можам да влезам. Ве молам, кажете ми каде да дојдам, што да дојдам. Нас толку ни беше така прво интересно, но потоа стварно дојдоа, ни се заблагодаруваа, што да ви кажам. Значи, тоа е она што може би Европа го бара, тоа е она што ние се уште треба да го осознаеме, да го искусиме. И мислам дека сме на прав пат. Ја, верувате, присуствував на многу надпревари со Италија, па со младинската репрезентација што ни се пласира оваа година во Полска. Верувате дека да отидеш на лице место на самиот надпревар е многу подруго, него и да го гледате од пред малите екрани. Секако, тоа е и тој оној фудбалски момент што сите го сакаме и Да. го обожуваме. Предлагам уште еден блок реклами, па ќе се вратиме да финишираме со оваа емисија. Повторно се враќаме на отвореното спортско студио во ТВ Нова. Разговараме за Суперкупот во фудбал на Европа што ќе се одржи во Скопје на 8 август ова година на арената Филип II. Господине Поповски, секако можеби најинтересното прашање за македонската спортска јавност, па и за јавноста воопшто, е како да се дојде до билет за овој голем фудбалски настан. Македонија знаеме колку има фудбалски љубители на овие големи фудбалски екипи од Европа. Очекуваме дека барем победникот од Лигата на шампионите ќе биде еден од оние елитни клубови кои се во топ 5 во Европа. Да не ги набројувам Реал Мадрид, Барселона, Бајерн Михен, Пари Сен-Жермен и некои од англиските клубови. Како ќе оди распределбата на билетите? Како ќе можат македонските навивачи да дојдат до билет за овој надпревар? Оно што рековте, на крајот е многу битно кои тимови ќе се пласираат и ќе ги освојат Лигата на шампионите и Лигата на Европа. Тоа ќе го знаеме на крајот од месец мај, каде што по нивното дознавање ќе започне и продажбата на билети за Суперкупот. Продажбата на билети ќе се одвива преку веб страната на УЕФА, односно преку веќе докажан, организиран систем за продавање на билети, а тоа е uefa.com. Повеќе детали ќе следат во блиска иднина, кои ќе ги имаме и ние деталите од страна на УЕФА. Цените се веќе утврдени, но поради джентлменски договор со УЕФА ќе останеме да ги кажеме во некоја подоцнечна фаза. Но секако, како што реков, многу е битно да се знаат кои се тимовите. Зошто? Затоа што во најдобар случај, доколку паднат екипи кои имаат поголем број на навивачи, нив ќе им следат до 3000 влезници, што значи дека до 3000 влезници ќе се поделат на екипите кои ќе бидат сместени нивните навивачи на источната или на западната трибина. Се надевам дека ќе имаме такви екипи од причина што до сега на сето она што го разговаравме и за наследството и во град Скопје и туристи и на доаѓање, затоа што не беше таков случај во минатото, односно на суперкуповите организирани во Тронхајм, во Грузија и во Кардиф. Имено таму паднаа шпански екипи кои не носат своји гостински навивачи. Една Барселона нема свој гостински навивачи, односно навивачи кои го пратат својот тим. Исто така станува збор и за Реал Мадрид и за Севиља, односно станува збор за најверните симпатизери од 100 до 150 луѓе кои патуваат, но таа бројка не е доволна. Што па? Тоа оди во наш прилог, што значи дека би добиле помал број на влезници, а останатиот број на влезници би се поделил за македонската јавност, затоа што сепак на крај Суперкупот е настан кој треба да се одигра во одредена држава и бенефит да имаат луѓето од домашно тло, односно од самиот град каде што се организира, да бидат дел од тој настан. Значи на крај крајева сепак чекаме мај, чекаме 24 мај финалето на Лига Европа и недела дена подоцна е финалето на Лигата на шампионите. Верувајте, јас сум нестрплив да видам, иако би сакал да се тоа некој од тие топ 5 екипи,
Така да до сега историјата вели Барселона и Милан по 5 пати го имаат освојувано, додека Реал Мадрид и Ливерпул по 3 пати. Иако еве веќе од нив пресек можеме да направиме, Ливерпул не би можеле да го видиме. Па ни Милан исто за Па ни Милан на жалост, мене. а тоа се некој со поголем број на навивачи, но сепак пак Лигата на Европа дава можност некој од поголемите тимови да дојде и да донесе поголем број на навивачи. Предпоставам тука ќе бидат германските и англиските екипи со поголем број на фанови, бидејќи знаеме Борусија Дортмунд или Манчестер Юнайтед колку следбеници има. Борусија Дортмунд и во Лигата на шампионите има по 10-13, понекогаш и 15.000 гостински навивачи. Се сеќавам против Манчестер Сити, ако минатата или предминатата сезона, на Етихад има 15.000 навивачи. Исто тука не смееме да ги заборавиме и екипите од Југоисточна Европа. Имавме можност да го гледаме Днипро во финалето на Лига Европа, каде што верувате беше огромна побарувачката за билети од страна на украинците, така да не е случај и за овде. Имајќи во предвид дека се наоѓаме на Балканот, на многу добро позиционирани сме, каде што секој може да дојде дали со авион, дали со возило, дали со друг вид на транспорт. Многу сме поатрактивни за посета за било кој, дали тоа станува збор за фудбалски фан или за обичен туриста. Така да почекаме да видиме месец мај кој ќе биде сигурно е поевтино пивото во Скопје отколку во Монако, кога беше случај да се игра овој надпревар на стадионот Луи II, предпоставам поатрактивно ќе биде. И па и за сите околни наши соседни држави да доаѓаат навивачи, и да го гледаат овој надпревар, ако не на стадионот, барем во фан-зоните, што ги спомена Шишковски, сигурно очекуваме многу туристи, огромен бенефит предпоставувам ќе имаат и рестораните, кафињата, да. сето тоа, се околу центарот на Скопје, па и пошироко. И уште нешто би додал на по дознавањето на противниците во периодот веднаш по надпреварот со Шпанија на 11 јуни, од 12 до 16 веќе ги имаме представниците на финалистите, односно таа е последната посета од страна на УЕФА, како една завршна фаза пред самиот настан, тогаш ќе ги имаме представниците на финалистите кои ќе се запознати со градот, со хотелските сместувања, со сите тие ресторани, барови, каде можат нивните навивачи. Може би знаете во тој период кога доаѓа шотландјаните и ирците, веќе одредени барови има и налепници дека овде е безбедно да дојдат да уживаат и да се напијат или да јадат. Да, тоа ми беше последното прашање за вас околу инспекцијата. Предпоставам дека нема уште премногу детали кои треба да се решаваат од ваша страна. Логистиката е се подготвена. Од прилика, дали знаете колку луѓе ќе учествуваат од Македонија во организацијата на целиот овој настан? Има ли некоја груба бројка, зборувам од сите сектори, од ФФМ, од стадионот, од министерствата, од градот Скопје? Дали постои некоја бројка? Па груба бројка, претходно разговаравме со господинот Мисовски, а господинот Шишковски ги начна дека тука освен нас се вклучени активни Министерството за внатрешни работи, сите оние останати министерства, станува збор за не повеќе од 3000 луѓе кои се во позадина работат интензивно на подготовка на овој куп. Верувајте дека таа бројка може да се дуплира при организација на самиот настан, каде што треба да ги вклучиме сите оние кои ќе бидат во делот на транспортот, волонтерите, организаторите, хотелските работници, така да. Такво прашање околу транспортот имав околу ЈСП и превозот на навивачите од стадионот, дали ќе има посебни автобуски линии, дали ќе има некаков посебен возен ред во тој ден во Скопје. Има ли таква некаква организација или сега оставаме да видиме колку навивачи би дошле од странство? Па вака, дали се подготвувате за такво некој сценарио разговаравме за такви активности. Тука ги спомнав сите градски предпријатија каде што ја даваат целата логистичка подршка, значи сите активности што ги има самото предпријатие, поготово ЈСП Скопје со својот градски, црвен превоз, автобуски превоз, со двојните автобуси, дуплите автобуси, значи со своите редовни линии, значи возниот ред ќе биде, да кажеме, задржан за фреквенција како што се пролетните месеци или фаќа летен период, каде што нема школи, нема студенти, нема таков период. Но ради близината од централното градско подрачје до и фан-зоните и неутралната фан-зона плоштад Македонија до градската арена Филип II е мала, така да нема да има посебни се уште, можеби ако треба ќе има, посебни линии каде што ние во флаерот за гостинските навивачи на клубовите Тим А и Тим Б што ќе бидат во Скопје, значи во самиот флаер даваме информации, значи може и кои автобуски до сега
Значи имаме предлози кои автобуски линии тргнуваат од центарот на Скопје до Илинденска или до околу арената Филип II. Бидејќи тим Б е на Филип II, нели, плоштадот, тоа е преку кај улицата Лазар Личеновски, така да оттаму веднаш се спуштаат по кеот на Вардар, пешки тука не им 5-10 треба автобуска линија. Тоа е Затоа предност. на сите им се допадна и на УЕФА им се допадна, така да верувате, вака Скопје е широко и долго, но не е од оние мега градови со 2-3 милиони жители. Верувате дека тука градот ќе ги оспособи, значи ќе ги исчисти, ќе ги среди сите патеки каде што нормално. Во поддршка со Министерството за внатрешни работи, кои што се они одговорни и заедно со, нели, ФФМ за концептот на мобилност и безбедност, така да ќе ги пратат, нели, у позадина, не мора да им бидат тука пред нив, да евентуално не дојде до несакан инцидент, нели, ривалитет и така натака, до главната точка арената Филип II. ЈСП, како што спомна и Филип, секретарот на ФФМ, ќе имаме трофеј тура каде што сега после 19 март, нели, ФФМ аплицираше за да ги прво да го добие трофејот, нели, суперкупот, каде што ние ќе го поставиме заеднички, ќе видиме на неколку локации во Скопје, ќе направиме фотосесија, видеоматеријал, каде што тој ќе биде презентиран, нели, на сите туристи што ќе го гледаат однапред, нели, тој материјал, за да видат каде каде ќе се случува суперкупот, нели, во Скопје и секако ќе има и трофеј тура во одредени градови во Македонија. Знаеме каде ќе бидат кои градови точно, од кој до кој период ќе бидат градовите? Тоа ќе бидат во периодот од 30 јули до 7 август. На наша среќа немаме големи оддалечености од градовите, така да поголемите градови ќе бидат вклучени. Тетово, Битола, Охрид. Претпоставам огромен ќе биде интерес од Скопје и Охрид во тој период, бидејќи Охрид како туристички град. Да, мислам дека во сите, затоа што ако да речеме се поставиме во Штип, онда логистички гледавме да тука во Штип може да дојдат луѓе од Пробишти, може да дојдат и од Кочани и од другите места, да дојдат и во одредениот период да бидат дел од таа магија на самиот трофеј, да се фотографираат. Сето тоа ќе биде добро преку пиар активности искажано до јавноста, за да сите знаат и бидат Да, дел од тоа. претпоставам и социјалните мрежи тука ќе горат во наводници и ќе има слики, тагови, хаштагови од Скопје и арената Филип II. При крај сме со разговорот, мисловски имам уште едно прашање за вас околу теренот на арената Филип II. Ќе биде ли подготвен целосно? Знаеме дека овој терен на арената Филип II е страшно експлоатиран во текот на една календарска година или во текот на една фудбалска сезона, да речеме од 9-10 месеци. Играат и работнички, и Вардар, играат и млада и сениорска репрезентација, се играат клубовите во Лигата на Европа, во квалификациите, во Лигата на шампионите. Ќе има ли малце зачувување на тревната површина пред одигрување на овој натпревар, бидејќи во почетокот на август, обично во првата недела почнува и македонското првенство? Видите, како што самите кажавте, теренот е преоптовар. Во една фудбалска сезона од 10 месеци препорачано е да има 30 до 35 надпревари на самиот терен, распоредено на 10 месеци. Ние имаме околу 70, значи дупло повеќе оптоварување на самиот терен, и затоа многу често доаѓаме во ситуација да на одредени места мораме да го замениме бусенот, поготово пред головите и во центарот на стадионот. Ќе се потрудиме максимално да го превенираме теренот, односно да ќе видиме и со самите екипи и со Фудбалска федерација на Македонија заедно, да видиме да барем во тој период, 3 месеци, 4 месеци пред одржувањето на Суперкупот, да сите активности ги сведеме на минимум, односно да се одигруваат само она што мора и што е неопходно, кој што ќе биде утакмицата со Шпанија, било какви утакмици надпревари каде што ќе учествува репрезентацијата и кои што се од меѓународен карактер, сигурно дека ќе мора да се одржат на арената, што не представува никаков проблем. Мислам, не е тоа трагедија доколку се игра на теренот. Опремени сме со целокупната потребна механизација, која што е потребна, семенски материјал, песок, прихрана и сето она, за да стадионот се одржава во топ форма, а со намалувањето, евентуално на смалувањето на бројот на утакмиците, на тој начин само ќе дадеме можност на тревата да биде во идеална форма,
во добра форма и дека доколку е потребно, уште во мај месец негде ќе извршиме замена на одредени површини кои што со нов бусен кои што ќе бидат оштетени од овој период следниот сега што следи, така да за 8 август теренот биде комплетно спремен. Во најлош случај, зборам за хипотетички, ако УЕФА не е задоволна од тревната површина, за колку време може да се случи замена на тревната површина, колку период треба на тревата да, еве да речеме, да биде посадена нов бусен, да биде поставен, колку време му треба да биде во идеална состава? Видите, Зборувам хипотетички, ако треба да се смени буквално целата тревна површина. Поставувањето на самиот бусен трае негде ка недела дена, 10 дена максимум за да се замени целокупниот бусен. Меѓутоа, укоренувањето на тревата, односно фаќањето за подлогата, бара негде ка месец и пол дена да не се игра на тој терен, за да имаме стварно она што треба да го имаме. И тоа би било, пак, доколку дојдеме до таква една ситуација, значи целокупната таа операција ќе мора да се направи негде во јуни, најкасно почеток на јули, за да имаме период до 8 август, оној период на укоренување, да го спроведеме. Меѓутоа, мислам дека нема да бидеме во таква ситуација. Ако имаме парцијални промени, да, и тоа ќе го направиме без никаков проблем. Меѓутоа, не гледам потреба за целосна замена на терен. Само би додал овде дека не оставаме ништо на случајност. Многу имаме искрен однос према УЕФА. За време на посетата сега во февруари ќе дојдат експерти за тревната подлога, каде што ќе утврдиме број на надпревари до одржување на Суперкупот, број на активности, како и неделни активности со тимот на градската арена за одржување на тревната површина, така да не се доведеме до таа ситуација дека еве во јуни месец теренот мечи. Да мора да се смени комплетно. На крај сме на оваа емисија. За крај имам едно поопшто прашање, би рекол фудбалски навивачко прашање. За сите тројца, кои два тима би сакале да ги гледате на арената Филип II на 8 август, Шишковски вас ќе ви дам преднос? Ја би сакал да ги гледам Барселона и Манчестер Юнайтед. Фан сте на Манчестер Юнайтед или Барселона, или воопшто како најатрактивни противници? Не сум, да кажем, одреден фан, бидејќи и Реал од шпанскиот фудбал е еден од најатрактивни фудбалски клубови, но англискиот фудбал е интересен. Во моментот дека Манчестер, како што рековте, одредени клубови го изгубија местото во Лигата на шампионите, сега се во Лига Европа, мислам дека ќе се фрли на карта да направи подвиг и да влезе иде во фаза до финалето на Лига Европа и да ја освои Лига Европа. Затоа јас предвидувам така, иначе ајде на Барселона сум фан неколку години. Не дека и Реал кога бигал со други клубови не ми се допаѓа неговата игра, но од она што го гледаме во моментот, мислам, јас лично мислам дека би сакал да ги гледам тие две екипи во Скопје. Висовски? Видите, имав прилика да ги следам последните два Суперкупа. И во Тбилиси, кај што беа Барселона и Севиља, и годинава, мислам 2016 Реал Мадрид повторно Севиља. Стварно тоа е настан број еден. И било која екипа да дојде, ќе биде задоволство. Проблемот е што ние што сме од онаја страна, да речем, од другата страна на организацијата, ги гледав како се понашаат и самите локални организатори. Ретко кој од нив има прилика да ја гледа самата утакмица, затоа што се преоптеретени со другите пратечки проблеми, дали е се под контрола и сето тоа. Во секој случај ќе биде атрактивно било која екипа да дојде, ќе ми биде драго да ги угостиме на арената, а спектакл ќе биде во секој случај. Значи немате лични фаворити? Не. Поповски? Јас би сакал нешто друго, затоа што Зоран напомена во Грузија и во Тронхем, таму им гледавме и продолжетоци и бевме многу близко и до пенали. Па би сакал тоа сценарио, ако може до УЕФА да аплицирам, уште веднаш би аплицирал. До пенали? До пенали да дојде, за да биде неизвестно, затоа што таму имаше и многу голови. 5-4 за Барселона, а Реал Мадрид со Севиља, не се сеќам, но имаше многу голови. 2-2 мислам дека беше регуларен. Како голем навивач на Манчестер Юнайтед и Јувентус. Јувентус, интересна комбинација. Игра и во Лига на шампиони полуфинале, ако не се лажам, 99-та кога Манчестер Юнайтед освои во Барселона на Nou Camp. Уште еднаш ви благодарам за учеството. Мислам дека бевме доволно информативни за нашите гледачи, да им доловиме
дека во Скопје ќе се одржува еден мега спортски настан и се надеваме дека нема да биде прв и последен, дека после ова успешна организација на Суперкупот, дека ќе видиме, како што кажа Поповски, зашто да не и финале во Лигата на Европа. За Лигата на шампионите можеби малку ќе почекаме, но и Лигата на Европа е секако the second best thing на арената Филип II. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам на Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за вашето внимание. Ова беше отвореното спортско студио на телевизија Нова. До гледање.